Нема напредок на работничките права во текстилниот сектор. Во последната пандемична година се тргна наназад, изјави Кристина Ампева од Гласен текстилец. И ги детектиравме сите оние слабости, неправилности и прекршување на уредби при прогласена вонредна состојба, а нели со законска сила. Тоа значи дека имавме, иако имаше државна помош, иако имаше јасно нагласени уредби како треба да тече исплата и кои се правата на работниците, сепак имаше исплата под минимална плата, имаше незаконити откажување на договорите за работа. Според Ампева, решение за нововлошената ситуација се контролите и уште поважно, работниците сами да пријавуваат прекршување на нивните права. Да имаме се позитивни пракси за работничките да може да пријавуваат и да си ги остваруваат правото од работен однос. Меѓутоа, останува голем дел на работничките да се спротивставуваат на таквите прекршување на нивните права, особено кога велиме немојте, не се потпишувајте, за на крај да видиме спогодбени откази. На денешната презентација на проектот унапредување на текстилните работнички права во регионот присуствуваше и раководителот на Државниот трудов инспекторат за Источниот регион Методи Дамјански. Во почетокот на годината имавме повеќе преставки во однос на неисплата на платите, помал износ на плати беа исплатувани и неисплаќање на регрес за годишен одмор, така да имаме скоро секој ден по неколку, 2-3 преставки обавезно. Имаме преставки, меѓу по други основи. Имаме дел на откажување на договорите за вработување, прекувременна работа, неисплаќање на работа на празник и слично така. Инаку во Источниот регион има 15 инспектори кои според Дамјански можат да се справат со ситуацијата.